Никола Димитров ги отвори картите. Нема никакви дилеми дека Македонија премногу и ветила на Бугарија, надевајќи се дека ќе го реши спорот. Се колнеа во македонската жица, се колнеа и за уставното име. Сепак го променија. Познавачите алармираат. Македонија се однесува како поразена и таа политика ќе продолжи ако се земе предвид дека Бујар Османи останува во владата. Не стивнуваат реакциите по обвинувањата на Никола Димитров дека Османи сака успех по секоја цена. Немам никакви дилеми дека досегашниот премиер Заев и дека преговарачот Владо Бучковски ветиле многу работи кон Република Бугарија. Исто така самиот министер Бујар Османи јасно кажа во неколку наврати дека на маса за преговори се и идентитетот и јазикот и сите нешта. И последно е, ниту пак на предложениот мандатар не му верувам кога зборува дека идентитетот и јазикот не се предмет на преговори, затоа што добро се сеќаваме на изјавите за македонската жица, добро се сеќаваме како премиерот Заев зборуваше дека не е предмет на преговори уставно име, менување на уставот и така натаму. Оној кој треба да ги брани позициите на Македонија постојано зборува за предлозите на другите земји членки на Европската Унија, кои според поранешниот амбасадор Ристо Никовски се тотално спротивни на резолуцијата за заштита на црвените линии изгласана во собранието. Османи има една заслуга. Тој единствен ни кажа дека на масата со Бугарија е прво јазикот, а со последната негова пресконференција на крајот на декември ни кажа дека исто така се дискутира и се така преговара и за идентитетот. Фактот што Османи останува на позицијата министер за дворешни работи на Македонија е погрешна, мислам, е погрешка на новата влада и дека нови тонови не можеме да очекуваме. Вице-премиерот во заминување Димитров по цели 5 години следење на политиките на Заев. Вчера ја изненади јавноста кога откри дека не се согласувал со неговите колеги околу ставот за Бугарија, но и дека ќе ги бранел националните интереси по секоја цена.